Следите вести на Канал 8. Добар ден. Започнаа работите на терен од проектот за асфалтирање на 10 улици во Кочани и населбата Оризари. Парите во висина од €1.000.000 општината ги обезбеди со кредит од Светска банка, а изведуваче фирмата Евроинк од Гевгелија. Долго најавуваниот проект за асфалтирање поголем број улици во Кочани и населбата Оризари започна со практична реализација на терен. Жителите на повеќе улици во градското подрачје со децении немаат соодветен сообраќајен пристап до своите домови, поради што од локалната самоуправа потфатот го оценија како историски. На крстосницата на улиците Пиринска и Ѓорче Петров на западната страна од градот, со скромна свеченост, беше одбележан почетокот на подготвителните работи за изградба и асфалтирање на овие две и уште 8 други сообраќајници. Со ова го започнуваме практично проектот за асфалтирање на 10 улици, проект кој што го подготвувавме повеќе од година дена, проект кој што се реализира со кредит од Светската банка и проект за кој што е изберен изведувач Евроинк од Гевгелија. Очекуваме дека со денешното формално поставување на камен темелник на оваа улица, на улицата Пиринска, ќе отпочнат работите успешно и дека за наредните 9 месеци ќе биде завршена задачата од страна на изведувачот и дека и пред време, како што има најави, ќе успеат да ги завршат работите. Сите улици се со различна широчина, во просек од 5 до 6 метри, плюс тротоарската површина од 1 до 1,5 метар. Се предвидува асфалтирање на околу 3800 метра улици во градот Кочани, така да ќе бидат асфалтирани уште дополнително 2 до 3 улици, зависно од средства кои ќе бидат останати од овој проект. Исто така на овие улици ќе бидат поставени атмосферски канализации, негде во должина околу 3120 метра, со што ќе се реши и проблемот на атмосферските води по улиците. Жителите на улицата Ѓорче Петров се задоволни што конечно нивното повеќегодишно чекање да добијат современо сообраќајно решение и асфалт станува реалност. Више 30 години сме тука. Златна улица, златен народ, а па да појдеме натам на Ѓорче Петров и горе, какви куќи има. И кој е дошел, вика, стварно, убаво место, ама улиците, а каде живеете? Па живееме у Кочани. Дека живееме. После 30 години редно беше да стварно луѓето, имаме инвалид со кола возе, со кран и по калта за градот е да го гледате само. За да го реализира проектот за изградба и асфалтирање на 10 улици, општина Кочани се задолжи кај Светска банка со кредит во висина од €1.000.000, со рок на враќање од 10 години, меѓу кои 3 години грејс период и 1,5% годишна камата. Освен Пиринска и Ѓорче Петров, со парите се планира да се асфалтираат и улиците Орце Николов, Февруарски поход, 13-та македонска бригада, Димитрија Лазаров, македонска разловечко востание, 15-ти македонски корпус и 554 во Кочани, како и улицата Јанка Стоименова во населбата Оризари. Високите дневни температури го зголемија бројот на интервенции на територијалната противпожарна единица од Кочани, меѓу кои на теренот кај Кучичино, каде во вторникот попладне гореше сува трева. Пожарникарите со апел до граѓаните да бидат внимателни при престојот во природа и палењето оган на отворено. Со покачувањето на дневните температури, територијалната противпожарна единица од Кочани има секојдневни интервенции на отворен простор. Бројот на пожарите во овој период има тренд на пораст и вистинска среќа е, велат пожарникарите, што досега не се случила некоја поголема материјална штета или посериозни последици. Последното, помасовно излегување на терен на возилата и персоналот на единицата било во вторникот доцна попладне, по повик упатен од Кучичино, каде се појавил пожар во близина на селото. Интервенирано од наша страна со 3 возила и 6 пожарникари. Истовремено на нашата екипа им е изразено со помош од страна на 6 луѓе од местното население. Меѓутоа, бидејќи станува збор за пожарување на сува трева во непосредна близина на населено место,
постоја голема опасност од ширење на истиот непосредно кон објектите, што секој мораше брзо и навреме да се реагира. Во текот на самата интервенција имаше зафатено и неколку столбови на евана дистрибуција, истата екипа и од нивна страна беше на терен во моментот кога ние интервениравме, се со цел да се спречи да не дојде до проширување, односно да не се предизвикат поголеми штети и на дистрибутивната мрежа во однос на евана дистрибуција, но исто така и да се спречи да можат нашите екипи слободно да интервенираат. Интервенцијата за гасење на пожарот кај Кучичино траела околу 3 часа, а покрај напорите пожарникарите не успеале да спасат 60 декари зафатени од огнот, при што изгорело лозие и неколку сандаци со пчелни семејства. Арсов повика на поголемо внимание кај граѓаните при престој во природа и апелираше да се воздржуваат од палење оган на отворен простор. Во текот на претходните години владата на Република Македонија на неколку наврати излегуваше со препораки за забрана дичење во шуми. Се надеваме дека овој топол бран нема да држи долг период, меѓутоа доколку се случи, голема е веројатноста да очекуваме дека владата ќе излезе со нова таква препорака, затоа што само на тој начин можеме да ја намалиме последицата од појавата на ваквото човечко невнимание. Според Арсов, кај интервенциите за гасење на опожарени површини на отворен простор, во 90% од случаите причина било човековото невнимание. Затоа тој потсетува дека предизвикувањето пожар од отворен карактер е кривично дело, а за сторителите има парични казни од 500 до 5000 евра. Директорот на Основното училиште Никола Карев организираше пресна кој беше упатена реакција за начинот на доделување на општинската награда за значајно остварување. Исто така тој реагираше и за нереализираното ветување за реновирање на стадионот Никола Мантов. Еден ден по соопштувањето на официјалната одлука за доделување на општинските награди на Кочани, со реакција и незадоволство излегува од Основното училиште Никола Карев. На пресконференција што ја организираше директорот Владо Андов, беше речено дека училиштето уредно во предвидениот термин поднело пријава како кандидат за наградата за значајни остварувања, но одлуката за тоа кој ќе ја добие била донесена на непринципиелен начин. Тој упати забелешка затоа што предлогот на член од Комисијата за доделување на наградите без писмено образложение поднесено преку општинската архива бил прифатен и истиот ја добил наградата. При тоа комисијата не работела и во полн состав. Јавно се прашувам зошто е распишан конкурсот и зошто се конкурира на истиот во дадениот временски период. Зарем поднесените барања и на поединци и установи со постигнати резултати во работењето не се доволни предизвик за членовите на одборот, па се бара дополнително предлози со кревање на рака без образложение. Во кој случај и кога треба да одлучува одборот по собствено убедување без аргументи, само по предлог на член на истиот. Илузорно е зошто ги распишуваме и повикуваме за поднесување предлози за петроденската награда за одборот кој одлучува по неколку други критериуми. Според Андов, ако наградата му била доделена на некој друг кандидат за кој предлогот бил уредно доставен, ќе ја немало и реакцијата упатена на пресконференцијата. Дали не е девалвирана наградата на општината за последни постигнувања во изминатиот години меѓу двата празнувања и зошто се дава можност на граѓаните и установите преку повик да поднесуваат своји предлози. Освен за одлуката на Комисијата за награди и признанија, Андов упати и реакција за состојбата во која се наоѓа градскиот стадион. Посетата на делегација од Фудбалската федерација на Македонија, која ја разгледувала можноста да избере стадион во Источна Македонија за одигрување меѓународни надпревари, е само повод за тоа. Имало забелешки и укажувања оти и покрај ветувањата, немало подобрување на инфраструктурата на стадионот. Став на комисијата е дека и покрај укажувањата за одолни недостатоци на стадионот за одржување на меѓународни надпревари се останало по-старо. На градскиот стадион Никола Мантов е предвидено да се одржат 2 меѓународни надпревари во машка и женска конкуренција на фудбалери и фудбалерки до 21 година. Ефектите овие 2 надпревари за градскиот стадион, но и за Кочани, доколку ги исполниме условите, ќе биде мощно големо значење. Комисијата на Фудбалската федерација на Македонија имала позитивна оценка за квалитетните сместувачки и угостителски капацитети.
но неуреденоста на стадионот Никола Мантов не оставила кај нив посебен впечаток. Иако на големо се најавуваше дека во текот на изминатата и оваа година ќе се реновира поголем дел од објектот и неговата околина, досега таму немаше никакви активности од страна на локалната власт, рече Андов на пресконференцијата. Добар пример за негрижата е и неискосената висока трева и отпадот на влезот од стадионот. Продолжуваат содржините од овогодишната културна манифестација Петровденски конаци. Во вторникот вечерта се одржа промоција на книгата Година без лето на Виолета Танчева-Златева, како и традиционалната балканска поетска вечера. Во фојето на Центарот за култура Бели Мугли, во вторникот вечерта беше промовирана 10-та книга на авторката Виолета Танчева-Златева, насловена Година без лето. Промоцијата беше во рамки на манифестацијата Петровденски конаци, што започна минатата недела, а ќе трае до 12 јули, кога Кочани го слави Петровден, празникот на градот. Авторката на книгата Поезија се заблагодари на можноста да се представи пред читателската публика во Кочани и скромно рече оти е изненадена од разновидната и богата содржина на манифестацијата, упатувајќи благодарност до организаторите. Промоциите не ги сакам премногу, затоа можеби ова ми е трета промоција на 10 издадени книги, меѓутоа се убав повод, момент да се сретнеш со пријателите и малку да поцрвениш поради сите позитивни оценки и фалби што ти ги даваат. Позитивно сум изненадена од оваа манифестација, целокупната манифестација Петровденски конаци, која е мултимедијална, се одржува повеќе денови, а во тој простор одвојува многу место и за книжевноста. Огромна благодарност им должам на моите промотори Љубинка Донева и Сретен Вујовиќ од Црна Гора. Со оглед што авторката на стихозбирката и промоторите се познаваат подолг период, веројатно затоа им беше и полесно да искажат позитивна критика за незиното творештво. Виолета Танчева-Златева е еден сериозен автор, која што со својата поетска дарба, и со познавањето на јазикот умее така длабоко да ги изанализира духовните состојби и така да ги доближи до читателот, така што секој може да се пронајде во таа поезија. Интересно е што насловот е многу силен, бидејќи предлогот без во насловот, значи Година без лето, објаснува една состојба на нешто што не осиромашило, на нешто без кое сме останале. Она што во книгата е централен топос, тоа е љубовта, именувана како лето, макар што таа на едно место во една песна ќе рече многу имената мајка на плипот чеда, значи љубовта, како што се маките, страдањата, но и радоста и така натаму и така натаму. Петровденските конаци продолжија и по промоцијата со балканската поетска вечер насловена на Јановден на Конак. Во рамки на настанот, поети од Бугарија, Србија, Украина, Црнагора и Македонија читаат својата поезија, но ги покажаа и вештините во музицирање на гитара и пеење. Манифестацијата Петровденски конаци продолжува со фолклорен концерт, потоа промоција на книга од авторот Доне Донев, настапот на најмладите учесници од фестивалот Музички бранови што ќе се одржи в петок, како и уличната забава Баскерфест и музичкиот хепенинг со групата Next Time, Тони Зен и Шекспир. Со богата програма започнува чествувањето на патронот на Виница Павловден на програмата верски, културни и спортски содржини. Започнуваат Павловденските празнувања во Виница. Митан проект со Андријана Јаневска и Дамир Имери ќе одржи концерт на платото пред Домот на културата Тошо Арсов. Тоа е првата и една од носечките содржини во годинешната програма. Со самото тоа што ги спомнам името на Дамир Имери, Мите Димовски, Андријана Јаневска и тројца други музичари кои се менуваат од концерт на концерт, но сепак се квалитетни од други различни групи, значи членуваат и од етно оркестра од Монистра и се надевам дека благодарение на тоа ќе имаме навистина убав концерт во Виница. Ги поканувам сите граѓани на општина Виница да појдат пошироко да присуствуваат, нема да сажалат, значи на овој концерт кој ќе трае некаде час и половина.
Самиот концерт е загрижен за 20:30 часот на платото пред Домот на културата, значи на площадот Ангел Винички. Културната содржина на Павлоденското чествување ќе биде збогатена со улиците од љубов на уметникот Ване Костуранов, чија изложба ќе биде отворена в петок. Музејот Теракота од Виница ќе се представи со изложба во Домот на културата, во изложбениот простор на 10 јули со почеток во 20 часот. Значи ќе биде отворена изложбата од младиот уметник од Струмица, Ване Костуранов, кој ќе изложи 20 дела од својот циклус изложби слики на платно, акрил на платно, насловен како улица Љубов. Во спортскиот дел, годинава за прв пат покрај кошарка и пинг-понг ќе се организираат и турнири во тенис. На сите нив се очекуваат 70 учесници. За прв пат годинава организираат турнир во тенис за дечиња од 6 до 12 годишна возраст. Годинава очекуваме екипи од Штип, Скопје, Радовиш и Кавадарци, како и нашиот клуб. И очекуваме да бидат присутни околу 70 дечиња од овие возрасти. Турнирот започнува во недела 12 јули од 9 часот наутро и очекуваме сите љубители на тенисот, како и на спортот на општина Виница, да дојдат и да ги поддржат малите дечиња. За најмладите и годинава општина Виница овозможи забава со баскет артистите во паркот Виниленд, како дел од нивната турнеја низ Македонија. Чествувањето продолжува во понеделник со литија пред Параклисот Свети Павле, пошто општинскиот совет ќе одржи свечена седница на која годинава ќе се доделат награди за учениците на генерацијата од 4 основни и средното општинско училиште. Виничкиот огранок на Црвен крст организира бесплатен летен камп на Плачковица за волонтерите од земјава. Ова е 7ми камп во низа, зад кој стои најактивната општинска организација во Македонија. Најактивниот огранок на Црвен крст, Виничкиот, и оваа година ќе организира бесплатен летен камп за волонтерите од Македонија. Општинската организација на Црвен крст во Виница 7 година во низа ја реализира оваа акција на пунктот кај планинарскиот дом Лисец. Истата досега се потврди како многу корисна и успешна во размената на позитивни искуства и идеи помеѓу хуманистите од цела држава. Така и годинава, Лисец на високото место на Плачковица угостува 60 волонтери на Црвен крст од 10 организации од државата, кои до петок ќе кампуваат таму настрана од градскиот метеж, користејќи го летниот одмор. Младите хуманисти ќе имаат повеќе активности што ги испланирале самите. Финансиската помош за организирање на овој летен камп беше обезбедена од неколку локални фирми спонзори. Во продолжение вестите од спортот. Јорданчо Давидков го напушти Ал Васал Дубај. Легендата за Канал 8 евоцира спомени од кошаркарската еуфорија во Кочани во 90-тите. Од оваа временска дистанца, со какви сеќавања се навраќате на ривалитетот меѓу Годел работнички и Деликатес во раните 90-ти? Па тоа беше, значи, од 93-та до 96-та, тука негде потоа више Деликатес падна. Да, падна, значи, почнувајќи, уствари, јас бев и на тој надправа, беше ревијален надправа, првиот тука Деликатес кога почна подемот, кога Апшоу прв пат стигна во Кочани и кога почна подемот. Беше голем ривалитет. Беше голем ривалитет и ми беше доста тешко, сега кога ќе се подставам да играм во Кочани. Ми беше доста тешко, стално беше полна сала, јас можеби најслабите надпревари ги играв во Кочани против Деликатес во дресот на работнички. Но затоа најаките во градски парк. Во градски парк најаките, да, сега ќе го кажем тоа. Во Кочани играв на слабите. Сега најслабите, ако од ова временска дистанца може да се кажат слаби со 15, 16 или 18 поени, кога сега викаат со 12 одигра одличен надпревар, за мене 15, 16 или 18 беа ништо, но затоа во градски парк бев сегогаш околу 30 на поени против Деликатес и
бев можеби главен виновник што една шампионска титула не стигна во Кочани во тоа време. За пошироката јавност се можеби малку позло дека дали беше 94 или 95, не сум сигурен, мислам дека беше 95, бев на границата да се преселам во тимот на Деликатес, но ради мали некои несогласувања, беше скоро све и договорено, ради мали несогласувања или повеќе ради принципи, не стигна до тој договор. Мислам дека ако таа година премине во Кочани, нели, и до следната година работнички победи со 4-3 во финалето, благодарејќи на моите, нели, да бидам нескромен, најде добри игри во градски парк. Ако бев на другата страна, сигурно дека таа шампионска титула и можеби уште неколку потоа ќе беа во Кочани во Деликатес, но ривалитетот беше голем, беше добри надпревари и Кочани и Скопје, и сега не можеш да се каже што би било попаметно. Се десило како што се десило и се случи што се случи. Деликатес остана на тој еден освоен куп што го освоија во Скопје со МЗТ во финалето, што е многу малку со оглед на вложувањето. Колку се вложуваше и колку целиот град беше колку интерес владееше за кошарка. Тоа сака да ја прашам, чувствувате ли дека им го одземавте сонот на кочанци да слават големи победи со Деликатес, особено што тешко дека ќе се повторат тие времиња? Па добро, дали ми го одземав сонот за да го сонуваат, тој сон беше многу близко, како што ви кажав. Близко, а колку далеко, само со еден освоен куп? Да, ама за да се освои тој сон, требаше само да Витков од Работчки да се пресели во... За тоа ве прашувам. Со еден удар ќе беше Работнички многу послаб, Деликатес ќе беше многу појак и ќе беше готово. Но се деси така како што се деси и тоа. Во секој случај ми беше жал, нели, ако ќе погледне во публиката, имаше мои другари, мои пријатели кои, нели, навиваа против мене за после такмица да бидеме пак заедно, не е битно. Ми беше жал што Кочани не освои, но јас сум спортист, од целогаш сум бил спортист, максимален и сум го почитувал клубот кај што се наоѓам. Јас почнем 18 години играв во тоа време во Работнички. Впрочем и потоа со син ми сега е добро. Поголем од мене и може и да ме победи сега, дур беше уште као мене и помало од мене, дур беше помлад, и со него кога играв, не му дозволува да ме победи баскет, дур не дојде да може да ме победи сега, така да и тогаш немаше, без разлика дали на многумина им беа скршени срцата или сонот него доживеа да Кочани стана шампион. Моја беше да го одиграм максимално. Куриозитет е и тоа што Кочани куп титулата освои практично во дуел со Мазата, не со Работнички. Тоа беше, ај пак ја погрешам годината 95 или 96 беше, мислам, купот беше организиран од Работнички, значи јас бев у тоа време и директор на Работнички, нели, од 94 до 98 бев и играч и спортски директор на Работнички. Работнички ја доби организацијата, ја плати организацијата доста скапо, да го организира во градски парк. И во градски парк, во полуфиналето игравме со МЗТ, нашите мисли беа во финалето со Кочани, значи да ние во полуфиналето, иако водевме на полувреме, на крај ја изгубиме утакмицата во последните минути со наши грешки, нели, без концентрација изгубиме утакмицата, за потоа до финалето играат Кочани и МЗТ и Кочани да го освои тој куп. Слободен ден на Илинденските спортски игри во Чешиново. Надпреварите продолжуваат в четврток. Четврти ден на Илинденските спортски игри Чешиново 2015. Во вторникот се одигра два надпревари. Во 17 часот се сретна екипите на Жигјанци и Балканска. Средбата заврши нерешено 2:2. Во 19 часот се одигра надпреварот помеѓу екипите на Чифлик и Крупиште, кој заврши со резултатот 0:2. На Илинденските спортски игри во Чешиново во понеделникот беше одигран еден надпревар. Кучичино и Спанчево ремизираа 1:1. По неделата на програмата беа два надпревари. Во првиот Пишица и Таринци одиграа 1:3, додека Чешиново ја совлада убедливо екипата на Балван со резултат 6:1. Среда е слободен ден на Илинденските спортски игри. Надпреварите продолжуваат в четврток, кога на програмата се мечевите од првата група. Во 17 часот играат Козијак и Теранци, а во 19 се среќаваат Облешево и Соколарци.
Толку во ТВ едицијата, следете ги објавите на социјалните мрежи. Пријатно!